Уставните измени веќе патуваат кон собрание, а на Димитар Ковачевски сега му текна да повика на лидерска средба. Овој потек на премиерот за Мицкоски е некоректен и задоцнет, бидејќи уставните измени веќе се стокмени по бугарски терк. Мицкоски потврди дека ќе оди на лидерската, на која денеска од Братислава уште еднаш го повика премиерот Ковачевски, но за да му каже дека нема да се случат уставни измени и за да се разговара за што потоа. Тоа значи дека не е искрена ниту неговата желба да се состанеме и да направиме вистински договор за иднината на оваа наша Македонија. Треба да дискутираме за нешто што веќе е напишано. Тие уставни измени лошо ќе завршат затоа што нема да добијат поддршка. Но никој од власта не говори за времето што потоа. Јас ќе ви кажам. Нема и не сме да има губење на време. Јасно ќе биде дека непоминувањето на уставните измени ќе биде дефинитивниот крај на оваа влада. Додека Ковачевски е реален оптимист дека ќе се случат уставни измени, Мицкоски му порача дека нема да има такво нешто и тоа ќе значи оставка на владата. Тој повика на масовност на следните парламентарни и председателски избори, најави нов блок од партиски субјекти и групации кои ќе се обедини за интересите на Македонија и ќе се избори за да се расчисти криминалот направен во минатото. Мицкоски од Кавадарци ги повика сите кои сакаат да се изборат против ДУИ и СДСМ да им се приклучат. Најавувам блок кои ќе се сведени околу најважните интереси на Македонија, каде ќе обединиме многу субјекти, многу партиски субјекти и групации кои се вистински заинтересирани Македонија да е на сите и заедно сите додиме напред. Најавувам блок кој ќе понуди програма и визија, кој ќе се бори и за нови европски вредности и економски достигнувања. Мора да се отвори нова страница. Нова страница во одбрана на македонскиот идентитет, на стандардот на граѓаните, страница која што ќе обезбеди вистинска европска перспектива овде во Македонија. Она што е клучно дека сите треба да се држат за заедничкиот патриотизам, заокружи Мицкоски на трибината која се одржа во Кавадарци на тема политики за развој на енергетскиот сектор.